ова издание повеќе видови вакцини, повеќе варијанти COVID, кои се најефикасни за новите мутации. САД, правото на абортус се поограничено во се повеќе сојузни држави. Азиски растенија се шират низ американскиот континент. Увезените видови ги потиснуваат домашните и предизвикуваат еколошки дисбаланс. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Светската здравствена организација досега има одобрено 7 вакцини против коронавирусот, но со појавата на новите варијанти се поставува прашањето колку од нив остануваат ефикасни. Деталите ги има Стив Барагона. Со ширењето на делта варијантата на COVID-19, извештаите покажуваат дека дури вакцинираните лица може да се заразат. Но тие зарази во најголем дел се умерени. Сите вакцини се уште делуваат. Тие се многу ефективни за оно што најмногу ни треба, тоа е заштита од тешка форма на болест и смрт. Заразите во Израел неодамна ја зголемија загриженоста дека некои вакцини се послаби против делта варијантата, но Паудерли вели дека вакцините штитат од најлоши сценарија, како што покажуваат податоците во неговата сојузна држава Мисури. Има заразени меѓу вакцинираните исто како во Израел, но нема хоспитализирани. За жал, сите кои завршуваат во болница, како и смртните случаи, се невакцинирани. Некои вакцини се подобри од други во подготовка на имуниот систем. МРНА вакцините на Модерна и Pfizer изгледа дека генерално создаваат најмногу антитела, по кои доаѓаат вектор вакцините на Johnson & Johnson, AstraZeneca и руската вакцина Спутник В. Кинеските вакцини на Sinovac и Sinopharm се најниско рангирани. Сите од нив создаваат доволно антитела да се справат со првичната варијанта на коронавирусот. Но нивото на антитела станува поважно во справување со мутациите. Со помалку ефективните вакцини може да има зараза со делта варијантата. Сепак, се уште обезбедува заштита од развивање тешка болест и смрт. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sputnik V изгледа дека се подобри од Sinopharm и Sinovac во активирање на клеточниот имунитет. Вакцините што може да создадат второ ниво на заштита или клеточен имунитет би биле поефективни против разните варијанти, за разлика од вакцините на база на мртви вируси, кои само создаваат антитела. Фулер вели дека Sinopharm и Sinovac се повеќе како вакцини против сезонски грип, но сепак подобро да се примат отколку не. Има поплаки од граѓани дека и покрај тоа што ќе примат вакцина против сезонски грип, сепак ќе се разболат. Им објаснувам дека доколку не биле вакцинирани, веројатно ќе биле многу поболни или во болница. Таа вели дека сите вакцини помагаат да се спречи ширењето на вирусот, што пак значи помалку шанса за појава на поопасни мутации. Економските проблеми поттикнати од пандемијата, како и ограничувањата на абортусот во одредени сојузни држави, туркаат се повеќе жени, особено посиромашните, за прекин на бременоста да доаѓаат во главниот град Вашингтон. Вероника Балдерас Иглезијас има повеќе детали. Само од јануари навамо, најмалку 83 рестрикции на абортусот се воведени во 16 сојузни држави во САД, покажува Институтот Дутмахер, група за репродуктивни права. Најголем број на засегнати се жени од небела раса, особено такви што останале без работа за време на епидемијата. Како резултат на тоа, барањето абортуси нагло порасна во државите како Колорадо и Вашингтон DC, каде пристапот е најлесен. Во клиниката Дупонт во главниот град забележан е пораст од 10% на пациенти од други држави од март 2020-та. Половината немаат осигурување и не се во можност да платат за процедурата што чини $12,000. Непрофитните организации го пополнуваат јазот, вели коосновачката на клиниката Марица Ариас Бесмор. Колективно преку фондови помагаме и не е ограничено само на финансиска помош, туку и за превоз, логистичка помош, хотел и така натаму. Целосно составен од волонтери, DC Abortion Fund е меѓу непрофитните организации што им помагаат главно на жени кои изгубиле ниско платена работа. За првите 5 месеци на 2021 година обезбедивме повеќе од $100,000 секој месец. Правиме се што можеме, но не е одржливо.
Групите што се за забрана на абортусот се мобилизираат да се спротивстават на предлогот на администрацијата на Бајден до Конгресот за елиминирање на амандманот Хайд, што забранува користење на пари на даночни обврзници за абортуси. Администрацијата на Бајден е најрадикална, екстремно во заштита на абортусот, што досега сме ја виделе. Сакаме сите да зборуваат со нивните членови на Конгресот за да извршат притисок врз нив. Исто така во Конгресот, силите против абортус се борат и против актот за заштита на здравието на жените, легислатива што го зафаќа и абортусот. Да се поништат здравствените и безбедносните заштити, провизиите за информирана согласност, за заштита на абортусот во доцни месеци на бременоста. Такви закони има во речиси секоја сојузна држава. Сепак најголема грижа за активистите за заштита на правата на абортус е законот, познат како Закон за чукање на срцето од Тексас. Тој закон забранува абортус по 6 недели на бременост. Странки што не се директно инволвирани можат да ги судат обезбедувачите на абортус. Британи Хаус имала абортус во 2012-та и сега е активистка во група за слобода на избор. Планирано родителство. Таа вели дека стигмата на абортус кај сиромашните и особено црните жени мора да биде надмината. Ако не сакате жените да абортираат, обезбедете социјални програми да им помогнете. Зголемете ги бенефициите за детска грижа. Што правите да обезбедите жените да немаат абортуси? Со одлука на Врховниот суд од 1973 во постапката Роу наспроти Вејд, абортусот е легален. Но колку далеку сојузните држави можат да одат во ограничување на абортусот е политичка и законска битка во која двете страни имаат аргументи. Врховниот суд во мај реши да ги ислуша уште еднаш. Со конзервативно мнозинство во судот, тоа може да значи промена на законот што постои 48 години. Пензионерот Джим Сандерсон во слободното време одстранува плевел и коров за да ги зачува растенијата кои се од суштинско значење за екосистемот. Тој објаснува зошто борбата со инвазивните видови растенија е многу битна за одржување на балансот на екосистемот. You see growing on the ground throughout this area is what's called lesser saladine. Гледате овде на земјата во оваа област растат овие жолти цветови. Тие се растенија кои доаѓаат од Азија. Овде биле донесени како украсно цвеќе, навистина се убави, но се проширија на секаде. Пред 10 години не ги гледавме. The native plant, which is the spring beauty. Слично растение кое потекнува од овде беше доминантно во регионот и растеше на отворени површини и во подножјата на дрвјата, додека не се прошири ова донесеното од Азија. Сега тоа е доминантно. Проблемот е што ги потиснува локалните видови. Многу птици и инсекти зависат од локалната флора за заштита, за храна, за се. Во некои области веќе нема одредени видови птици. Се намалува и бројот на инсекти, зашто повеќе го нема растението со кое заедно еволуирале и кое го користеле за положување на своите јајца и за храна. Во многу региони веќе ја нема млечната трева. Од тука пеперутките монарх не можат да се размножуваат. Ако сакаме да ја спасиме нашата локална флора и фауна, мора да ги контролираме овие растенија. Ги вадам заедно со коренот. Кога ќе ги извадите со коренот, обично не треба да се грижите дека повторно ќе пораснат. Ми причинува задоволство што знам дека им помагам на животната средина. Ќе продолжам да го правам ова се додека можам, а ми се чини дека тоа нема да биде уште долго. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашиот вебсайт glasnaamerika.com, како и на нашите профили на социјалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter. Со мене се гледате повторно утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон!